Го вклучуваме прво Игор Манасиевски. Игор, повели со информациите за изборниот ден. Така, Бубе, ти благодарам. Се јавуваме од основното училиште Лирија. Тука изборниот ден тече нормално, без никакви проблеми. На едно од избирачките места ни кажа само утринава дека имале проблеми со УБИК апаратот за идентификација. Тој проблем повикале техничка помош од ДИК. За некои десетина минути е разрешен проблемот и апаратот е ставен во функција. Тоа значи дека се што е под 1 час било какво одложување на почетокот на гласањето нема да се продолжи и на сите 3 избирачки места во ова училиште. Тука гласањето тече нормално и по сите процедури треба да заврши во 19 часот. Да ги слушнеме кратко изјавите на претседателите на избирачките места за тоа како им почна денот, дали го добиле навреме избирачкиот материјал и дали навреме отвориле. Изборниот материјал го добивме на време вчера. Денеска гласањето почна со 10-минутно закаснување поради проблеми со читачот на апаратот УБИК. Тоа се среди и гласањето почна. Нема одложување да има, бидејќи се работи за кратко. Не, за 10 минути нема да има одложување, ќе се затвори гласачкото место во 7:00 во 19 часот, така да ние продолжуваме со работа денеска. Немаме проблеми со отварањето со апаратот, со ливчињата, све во ред, целата документација и луѓето почнаа да дојдат да гласат. И тоа е све. Тече без проблеми? Не, тече без проблеми, без инциденти. Така, без проблеми тече гласањето во основното училиште. За оние што ќе излезат доправа на гласање, информација за гласачите дека сите во скопските општини, во било која општина скопска и да излезете, ќе ве очекуваат 4 кутии и 4 видови на гласачки ливчиња. Во другите градови се 2 кутии, во Скопје, бидејќи се гласа дополнително и за градоначалник на град Скопје и за совет на град Скопје, за тоа се дополнителни 4. Од она што го направивме мал разговор со дел од комисиите тука, укажуваат дека граѓаните првично имаат проблем бидејќи откако ќе гласаат, треба според бојата на задниот дел на ливчето секое ливче да биде ставено во соодветната кутија. Има човек кој што е задолжен за тоа, помага при ставањето на ливчињата во кутиите, но укажуваат дека има 2 слични нијанси, едната е светло плава, другата е малку потемно плава, па малку им прави забуна кај гласачите. Тие помагаат за да не се направи, да не се утнат кутиите во која кутија кој ливче треба да се стави. Инаку во Чаирот каде што се јавуваме ќе престои многу работа за идниот градоначалник и ги прашавме граѓаните што очекуваат, што е главно мотивот за излезноста, да излезат рано утро да гласаат и што очекуваат од идниот градоначалник. За наредниот градоначалник што треба да биде искрен, треба да биде способен, треба да ги гледа потребите на граѓаните, како се живее во самата територија. Треба да се, поготово Чаир, е запустено затоа што не е урбанизирано никогаш. Чаир треба да се урбанизира, треба да се има улици, треба да се има училишта, треба да се има овие за децава градинки. Тоа е битно. Нека е убав денот, очекувањата искачаме стално рано, ние сме одека во Чаир, каде што секогаш се ствара гужва во попладневните часови. Очекуваме дека идниот градоначалник дека нешто ќе направи во Чаир, се надеваме овој пат. Има искусници и двајцата, се надевам дека едниот е поискусен од другиот, така да не фаворизираме никој, но се надеваме дека на нешто подобро. Затоа искачаме да гласаме. Така, полека гледаме, евидентно е дека се раздвижува излезноста тука, првиот пресек доправа ќе го извести ДИК, но ние само да кажеме дека за победа во првиот круг потребно е тој што ќе биде потребно да има освоено над 50% од гласовите и да има излезност од 30%. За сега за почеток ќе се следи излезноста, ако се постигне тој цензус од 30%, понатаму ќе им биде важно на градоначалниците, на тие кандидати што се за градоначалници
школници да имаат освоено над 50% од гласачите, дополнителна само информација за сите оние што не успеале да ги обноват документите, информацијата дека може да гласат дури и со истечени пасошите да бидат истечени по 31 јули 2020. Со таков пасош сепак можете да дојдете да гласате, исто така и со лична карта или пасош кои што се истечени со важност од 6 август до 17 октомври. Тоа е накусо за ова јавување од Чаир од Основното училиште Лерија.